истото почему плани, кога рекол дека не е врнат устав ако тичи. Дали ние не треба да се годеме дека децата се годева в училище. Може би по 45-та, да? Да не посети колегата Качиевски. И до това пускал, до денес. Може би по 45-та да било пускал учениците да се загряят. Денес. Не би трябвало да е това. Има няколко работи, които сигурно сме дека вие като економиста сте го знаели, или това наменски во таа весела математика од Румерот до мене не ги взел като предвид по проста причина. Што јас си споменам кога се усвојуваше завршната сметка на општина Виднова пред 2-3 месеци. Тога се сеќавате дека рекол во финансова состојба во завршната сметка на бюджетот на општина Виднова само во 2015 година. Општината изголемила своите побарувања од фондовите и од министерствата. Тука не знам дали е представникот од финанси, која што ни каже дека се зголемени заради цесиите што општината ги прави со тие што им пружале разни услуги на училиште. Пред се воделот транспорт на ученици, испорака на електрична енергија, испорака на комунални услуги. Зголемувањето од таа основа на побарувањето на општина Виднова од Министерството за образование со Владата на Република Македонија само за 2015 година е 72 милиони евра. Што заедно со веќе постојните 46 милиони денари на крајот не донесе нас како општина Виднова во незавидна позиција да побаруваме Владата на Република Македонија скоро 2 милиони евра или 118 милиони денари. Сега, по право сте, минатата година ние зборувавме дека долговите вкупни долгови на училиштата се околу 2 милиони евра. Значи, отприлика 120 милиони денари, сега се 70. Разликата е, че 33-4 милиони денари. От една страна е намалена. И от друга страна, општината побарува по таа основа допълнителни 72 милиони от Република Македонија. Това е добро. Само долгот е алоциран. Наместо директно да почи училиштето, така, сега Владата на Република Македонија му почи на општина Виднова. Ние вака фиктивно. Што ова година можем да разкрстим училиштата не се запрекава на това. Градоначалникот Алевски го најде модусот, минатата година направил цесии 72 милиони, ова година ги направил 72 милиони цесија, училиштата ќе се релаксираат, ние со образованието ќе се релаксираат. Еден денар нема да има заостанат доход, да има училиште. Ама општината ќе почи 195-6 милиони денари. Пардон, и борчат на општината 195-6 милиони денари. Што сме направили? Тоа што мене ме загрижува, што нешто се намалени долговите, зголемени се. Простата математика го вика ова. Ако училиштата минатата година ја завршили со блокирани пред минатата, извинете, 2014 ја завршили со блокирани сметки од 120 милиони денари, плюс 46 милиони кои што општината ги побарувала од Министерството за образование, тоа значи дека вкупниот долг бил 146 милиони денари. Оваа година ситуацијата е следна. Училиштата се блокирани за 77 милиони денари, општината побарува од Министерството за образование 118 милиони денари. Или вкупниот долг е 195 милиони денари,
имаме значително зголемување на долгот од скоро 50 милиони денари. 50 милиони денари. Кој дом се намалува? Што се намалува? Се намалува или се зголемува? Па ќе речам, веселите математики дека владата ги зголемила дотации слаги за мали деца. Знаете што? Кога ќе излезете со проектите парцијално, можете да кажете што сака. И кажеме, на концет че владата минатата година ги зголемила дотацијата за 5 милиони денари. Ајде да видиме вкупната слика како изгледа. И тоа, без овие бомбастични најави 30 милиони, 39-40 милиони за медицинско, тука се внесени плати се тоа окупација. Јас, случајно исто како вас, се задржав на овие наменски дотации, но и изводов од завршните сметки само ставките кои што директно се поврзани со комуналиите, електричната енергија, транспортот, превозот на деца. Какви се по въпросите? За основното образование во 2012 за превоз, грејање, електрична енергија и договори кон јавни комунални предпријатија во 2012 државата издвоила 13,8 милиони денари. Во 2013 9,7, во 2014 11,8 и во 2015 10,6. Десно може се примети дека народната сума била во 2012. За средното образование од истата намена издвоила во 2012 12,5, 13 15,1, 14 14,4 и 15 14 милиона. Последните 3 години Дуran Милов тука е 14-15 милиона. Отделот пак за превоз ученици, а тоа требува во ставката договорни услуги, во 2012 за основното образование издвоила 2,6, да видам, не сум ни сигурен дека тие малкото за превоз, најверојатно за некои други договорни услуги, затоа што во основното образование нема превоз на ученици. Меѓутоа за средното образование тоа се следни. 2012 24,8 милиони, 2013 26 милиони, 2014 27 милиони и 2015 25 милиони денари. Значи, последната година владата споредно со последните 3 години издвоила и најмалку средства со кои што би се подмирувале обврските за превоз ученици. Ова математика јасно покажува дека немаме никакво зголемување во глобала во делот на наменските дотации кои што се однесуваат потенцирано на проблематичните делови кои што нас не интересираат. Тоа е плаќање на комуналните сметки, електрична енергија, грејање и превоз. 2015-та сме завршиле со наменски дотации за ова намена 50 милиони денари од прилика истото ниво горе-долу изминатите 2 години, односно 3 нема за 2013 и 2014. Повторно ги речам, она што мене ме загрижува е што општината 2015 година е лицензија и побарување автоматски од Министерството за образование значително го зголемила износот. Тоа имплицира една друга работа, дека ова куле е без дно. Нема крај. Јас сум убеден дека иницијалната каписла во овие проблеми е случајот транспортери и сето тоа што се случуваше со правото. Меѓутоа, не е лучно. Очигледно има и системска грешка во сите овие работи и математика.
Очигледно дека државата соседна погрешно пресметано колку треба да издвојува за општина Битола за овие намери. Да, основицата на долго се влече транспортер, меѓутоа, со самото тоа, што при постојното ниво на плюс дотации од година во година ние имаме ненамално презголемување на долгот, тоа значи дека нешто системски не е во ред со доделувањето на дотациите. Невално само за Битола, може да таков случајот и со низа средини во Република Македонија. Колку е лоша ситуацијата, најдобро зборува една компарација дека до 2013 година во Битола беа изградени 4 спортни зали. И тоа медицинското училиште, Кузма Чакарев, Јане Сатански и Фочо Рапсин факултетскиот студентски дом. За таа намена влада на Република Македонија потрошила и тоа се најголемите инвестиции на оваа влада на помора да помогне во Битола што се однесуваат во образованието. Това е во крупни инфраструктурни објекти. Потрошила по нивно кажување и признание 1,7 милиони евра. Во овие 10 години потрошиле 1,7 милиони евра за крупни инфраструктурни објекти во Битола, а во овој момент долгот кој што го продуцира истото тоа образование, кој што се гуши, е цирка 3,2 милиони евра. Тоа е она што и да вистина не го гледам излезот до оваа ситуација, зашто вие често го поставувате прашањето ви лоцирате проблемите, да знаете да дадете решение. Нешто треба да се смени. Системски треба. И на крај ќе завршам само со една моја теза, која што се однесува до транспортер, прошто беше спомнато и сето тоа што се случуваше со правото со директорите. Јас мислам дека Талевски не се збогат. Ще видам. Мој лично мислење. Не многу. Си има збогатен од други работи, се кои што не би сакал да шпекулирам, затоа што немам докази. Меѓутоа, од превозот мислам дека се нема збогатено. Мојата лична теза е дека превозот, сето тоа што се случуваше со автобуските предпријатија, пуштање, дупли фактури, анекс на договори, наплаќање по повисоки цени на договори, така натаму, беше една оркестрирана политика на владачката партија за обезбедување на превоз со собствените потреби во следните неколку години. И тоа треба некој понешто да го каже. И јасно. Читалевски не ги пикна, јас се прашам ги 300 и нешто илјади евра. Видете, не може да има криминал и да го лоцираме само во еден човек. Не верувам дека не е абсолютно. А притоа да се смешани во тој криминал 30 луѓе. Мора да има некоја подлагока мотивација за да смешате 30 луѓе во таков криминал. Таа мотивација мора да се најде во повисок интерес. Повисокиот интерес до случајот е партискиот интерес. За жал на луѓето кои се инволвирани, се случува во период кога што многу луѓе едноставно не газеа на земја, мислеа дека таа состојба ќе трае вечно, дека никогаш нема ништо да се открие, дека многу работи ќе се завршат, дека насад и така натаму. И затоа подлегна на тоа што му кажуваа, дека има високи интерес да проведе ова. Ете тоа е мојата теза, мислам дека се случи со транспорт. А зашто министер за финанси реагираше како што реагираше во разговорот, предпоставно не информирана. Чајкот го држат како златна кокошка, не го држат за да ги информираат за партиските работни начини на финансирање. И затоа више неговата реакција